Продолжуваме со една анализа на случувањето од Блискиот Исток. Имено сириската граѓанска војна беснее 6 години, бидејќи Израел дели копнена граница со Сирија. Кои се главните безбедносни закани и предизвици за Израел? Во овој информативен блок го вклучуваме колегата Шаи Бен Ари од израелската телевизија и 24 со кој ќе поразговараме за најновите случувања во Блискиот Исток. Господине Бен Ари, добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Кои се главните безбедносни закани и предизвици за Израел во врска со сириската граѓанска војна? Well, look, when it comes to Syria, there are certainly a number of different challenges from the Israeli perspective. Кога станува збор за Сирија, постојат повеќе предизвици од израелска перспектива. Најпрво постои проблемот со трансфер на напредно оружје преку Сирија од Иран до рацете на Хезболах. Знаете дека Хезболах во изминатите неколку години на сирискиот конфликт се бореше на страната на режимот на Асад и тие го експлоатираа конфликтот за да донесат многу напредно оружје. А зборуваме за проектили и за Израел тоа представува приоритет да се спречи општо трансферот на вакво оружје. Слушнавме за многу напади врз цели на Хезболах како складишта на оружје. Израел ретко коментира за тоа, но имаат признаено за делување во неколку наврати. Исто така, постои проблемот со иранското присуство во Сирија. Во последниве неколку години режимот на Асад се подпираше на Иран во однос на воена и финансиска поддршка за време на конфликтот. Израел даде до знаење дека нема да прифати иранско присуство во близина на нејзините граници, но Голанската висорамнина не сака да прифати преговори за иранска воена база на брегот на Средоземното море. Ова е исто така приоритет за да се спречи истото и во Сирија. Воедно постои проблем со тоа што луѓето доаѓаат преку границата на Голанската висорамнина, луѓе на кои им е потребна медицинска помош во израелски болници. Околу 3000 ранети сирици дискретно беа пренесени преку границата во две различни израелски болници. А во моментот има стотици кои примаат медицинска помош во Израел и тоа ќе продолжи и во иднина. Постои проблемот со борбата на границата меѓу одредени бунтовнички сили и режимот. Постои проблемот со борбата на границата меѓу одредени бунтовнички сили и режимот. Често гледаме артилерија која паѓа на израелската страна на границата, можеби ненамерно, но во тој случај Израел возвраќа против режимот кој го обвинува за какво и да било насилство кое доаѓа од Сирија. Некои експерти тврдат дека изградбата на зидот на границата со Газа е најголемиот досега проект на Израелското министерство за одбрана. Сметате ли дека со овој проект државата Израел конечно ќе им даде подобра безбедност на своите граѓани? Right. Well, the issue of this barrier is a complicated one. It may very well be a very good solution for the tunnel issue eventually. Прашањето со оваа бариера е комплицирано. Може да биде добар одговор за проблемот со тунелите. Но од наши извори дознаваме дека е прашање на години додека бариерата е завршена. Може да е евентуален одговор на проблемот, но се уште останува прашањето за периодот додека е завршена. Постојат грижи дека Хамас ќе го видат тоа како последна шанса и ќе го искористат проектот на тунелот додека се уште можат за да изведат напад. Тоа е едно нешто. Во однос на целосното решение за проблемот со безбедноста на Хамас, сметам дека видовме еволуција на различни закани од страна на Хамас и постоеше закана со проектили, каде има одредено решение како противракетниот систем на Израел, наречен железна купола, што во неколку наврати ги заштити луѓето од напади со проектили, но кога видоа дека постои решение, се фокусираа кон напади во тунелите и може ќе видиме нешто слично во иднина, но не знаеме дали ќе се фокусира кон поморски напади, а само знаеме дека има поморска воена структура и можеби ќе видиме развој на вакви закани со тек на времето.
Реджеп Тајип Ердоган победи на турскиот референдум, функцијата премиер е укината и постоечкиот парламентарен систем на владење се менува со извршно председателство и председателски систем. Се чини дека турскиот председател Ердоган има многу зголемени надлежности. Како ќе влие ова на целиот регион, вклучувајќи го Израел? Кога станува збор за Ердоган, за неговите регионални аспирации, надворешна и воена политика, може би има простор за изведување на некои политики како блокирање на проширувањето на курдите. Може би и со користење на воена сила во сириската и ирачката територија. Може би ќе го искористи тоа како поголема слобода да делува против исламската држава, а знаеме дека постои операција за ослободување на Рака во која можеби ќе учествуваат турците и можеби има помалку ограничувања отколку што имал во минатото. Но многумина од надворешноста, како мене, мислат дека Ердоган веќе долго време прави што сака во надворешната политика. Кога станува збор за односите со Израел, во минатото имаше една теорија дека поагресивните изјави на Ердоган за Израел и Палестина, кога го напаѓаше Израел, било поради тоа што сакал да им се допадне на одредена група гласачи, но сега, кога е понезависен, можеби нема да ги видиме тие коментари, но во изминатата година слушнавме се помалку за тоа од Ердоган. Па ќе видиме, се уште е рано да извлекуваме заклучоци на таа тема. Ви благодарам. Тоа беше новинарот Бен Ари од израелската телевизија и 24 соработници на телевизија Нова зборуваше за најновите случувања на Блискиот Исток. Ова линковско вклучување и детали од него ќе можете да погледнете и во следните изданија на вестите на телевизија Нова. Се враќаме за кусот со уште неколку вести од светот.